Господа од ДПМНЕ, токму така, ова се избори за пратеници во Собранието на Република Македонија. Но за жал, тешко може да се рече дека вашите водачи олигарси и вашите подивени послушници го имаат разбрано тоа токму така, или пак никогаш го немаат слушнато на вашите гневни митинзи. Барате уште 4 години, уште малку време да ги читаме вашите купишта безвредна хартија, со празни ветувања, кои со отчетот докажавте дека се неостварливи соништа. Барате поддршка за вашите кандидати, но граѓаните знаат дека никој од нив ништо не направи и воопшто уво не ги боли за Струмица. Што направи Силвана Бонева? Освен што си ги спакува куферите и замина во пратеничката фотелја, од која од високо ги следи случувањата во Струмица. Зарем од Скопје има поубав видик и поубаво ги гледа проблемите на струмичани? Што направи Славе Гошев за Струмица, освен што преку ноќ се појави на вашата пратеничка листа? Како може да и помогне на Струмица некој кој никогаш не вложувал и не работел во овој град? Некој кој постојано плука врз вработеното и некој чие прво вработување ќе биде пратеник во Собранието на Република Македонија. А кој е Васил Пишев и што направи тој за Струмица, тоа сите го знаеме. Зарем не е тоа оној истиот Пишев кој на вашите митинзи изјавува дека Македонија е најубавата држава за привлекување на странските инвеститори? Зарем не е истиот оној Пишев кој ве убедува дека ќе ни донесе странски и домашни инвестиции, бидејќи тие се најважни за развојот на нашата преубава Струмица? Зошто тогаш бизнисмену Пишев упорно ги вложувате и инвестирате вашите пари во соседна Бугарија, а не во Македонија и Струмица? Срамота е што можете да се пофалите само со една донесена инвестиција во 1997 година во времето на владењето на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Епа, ако сте толку загрижени за инвестициите и вложувањата во Струмица, и ако кочницата ви била власта на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, тогаш одговорете ни. Кој ве кочеше да донесете странски инвестиции во периодот од 1998 до 2002 и од 2006 до 2011 година, период во кој вашата ДПМНЕ беше на власт? Господа реформатори, токму вашата влада беше таа која не сакаше да соработува со нашата општина и го кочеше нејзиниот напредок, но сепак ги признавте успесите на нашиот градоначалник Зоран Заев, постигнати без вашите префарбани реформи, а со тоа ги признавте и успесите на програмските цели и планови на Социјалдемократскиот сојуз. Дали вака планирате да истерате докрај и оваа изборна кампања, со уцени и притисоци? Вашето безобразно упаѓање со мегаломански плакати продолжува и покрај нашите реакции. Пред некој ден ја покривте зградата на Фондот за здравствено и пензиско осигурување, а денеска дрско продолжувате со безобразлукот, покривајќи ја целата зграда на Центарот за култура Антон Панов, манифестирајќи сила и надмоќ. Кандидату Ставревски, ја покажавте вашата култура и пред 2 години, им ја покажувате на струмичани и сега. Но ние повторно ќе ве прашаме, како не ви е срам да го наградувате нашиот преубав град со вашите огромни плакати и да продолжувате со злоупотребата на јавните институции кои се под државна, односно под ваша капа. Оваа ваша окупација на јавен простор во град во кој локална власт е Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не кажува ништо друго освен грубо нарушување на изборната кампања и подготвеност на недемократски и нефер избори. Почитувани граѓани, дефинитивно ВМРО ДПМНЕ е власт која се заканува, уценува и заплашува. И затоа на 5 јуни народот ќе ја казни оваа агресивна и ненародна власт.